Притворска политика. После 3 декади независност во наводници, како геополитичка последица, а не силна национална грижа и обврска, независност разбрана здраво за готово. Нешто што нашите дедовци пред 80 години го извојувале со голема цена, со крв, а ние како генерација не го дочував. Во моментов треба да се дигне рачна кочница, да се преброи војската, да се свести народов за сериозноста на моментов. Асно, како државен концепт, денес не постои. Сочекав да заврши празникот, да ги посетам борциве, дека 2018 година му дадоа полна поддршка на Заев и проектот Севрџанија, што е срам, што многу македонци го паметат на најстарите корени во оваа држава. Во моментов, кога што разбрав од транзисторот со 3 АА батерии во Келијава, го поздравувам ставов и контрата на демохристијаниве, на бугарскиве асимилаторски политики, што барем вербално во моментов се промовираат од премиерот и председателот на државата. Пријатно сум изненаден, ми дојде како дезодоранс после смрдеала од политиките на СДС и ДУИ со акцент кон соседна Бугарија. Но постои едно големо но. Сушност постојат повеќе но во моментов. Искуството со грците и еуфоријата после неуспехот на референдумот на 30 септември 2018, што беше јасен и дефиниран став на народот за ЕУ, НАТО и договорот од Нивица. Се радуваме само 120 дена и во парламентот со недемократска и крими постатка станаме Севрџанија. Овој пат со источнава асимилаторска политика, која не е кон друга држава, туку директно кон мнозинскиот народ со негово брутално негирање, е на малцинските заедници, доколку не се предвидени следниве чекори на демонхристијанскава контра на Република Бугарија, влагаме во типична авантура, идентично како со грците. А тоа значи малку сме научили. Веднаш по заминувањето на Урсула и незината најавена посета, надворешниот бриселски напад ќе биде вешт трик со кој ќе ни сервираат виртуелна победа, во која ќе се симулира вин-вин состојба со евроинтеграциите на начин што бугарите ќе го прифатат одложеното дејство на уставните измени, но со услов анексите и рамките да се бетонираат, прифатат, реализираат. Тоа е трикот на Урсула, бидејќи на Урсула не и се брза, а за бугарите пак нивната асимилаторска политика, која е стара 1000 години, за нив народните 10 години се речиси утре, само да ја постигнат целта. Брисел во корист на Софија, после посетата, ќе го вклучи внатрешниот притисок, а тоа се старите бриселски алатки, во форма на албански партии, посебно коалицијските партнери на премиерот Мицковски. Изговор за овој бриселски притисок ќе биде балансерот. А токму затоа уште веднаш ќе отворат уште еден севрџански проект со име двостепена локална самоуправа, конкретна федерализација, со вин-вин состојбата околу одложеното временско дејство, пластично, вулгарно се изразам, ќе биде во позиција дролја сум денес, но за неколку години ќе бидам дролја во Брисел, полесно ќе биде. А кога точно, не знам. А пак со внатрешниот притисок, преку албанските коалициони партнери со Федерацијава, притисокот ќе достигне ниво на растурање на коалиција во јавната борба за подобра локална самоуправа. На тој начин Урсула и незината мека мок ќе ги исправи Мицковски и Максим пред дилема. Бугарско магаре или албанска змија. Ова е фигуративна, не е навреда. Но нешто ќе мораат да изберат. Ова е ризикот од оваа политика која искрено барем. Дона што можам од вербализам да дознаам, ја поддржувам и охрабрувам, но и нудам решение. Спас од позицијата која слеви магаре или змија е следното. Ако за НАТО и ЕУ во нашиот парламент се гласани декларации, а во бугарскиот барем 3 антимакедонски декларации гласале во последните 7-8 години, редно е премиеров Мицковски да предложи македонска декларација. На местото на црвени, плави и жолти линии да постои сериозен документ кој нема да дозволи некој политички далтонист ги помеша линиите, па не сакајки да потепат целавен народ. Таа македонска декларација нема никакви штетни импликации врз албанските интереси во барем декларативно до денес заедничката држава. Македонската декларација, доколку ја гласаат албанците, ќе демонстрира силна меѓуетничка солидарност, што сметам дека е важно, токму за Брисел. Проблемот станува квалитет, доколку се ова не е драма. Декларацијата е темел на меѓународното право,
а секаде каде стои зборче заедничка да биде болдирано. Овој политички предлог е НАТО принцип, затоа што кога е нападната една етничка заедница, сите останати ја бранат, затоа што нели сите сме во заедничка држава. На тој начин се палат силни политички рефлектори кои ќе ги покажат државотворните капацитети на сите чинители на политикава во Македонија. Доколку се ова што се тера како политика е само за анкети и рейтинг, магарето и змијата се секогаш присутни во Македонија. Ова е притворски политички предлог, се надевам не ве тера на повраќање, а ако ви се гади, одлично ви стои. Поздрав, Палчо. Ве сакам сите, а кои ме плюкаат, ги благословувам.